Првично би сакал да ви се заблагодарам вас на граѓаните на овие населени места, што во олку голем број денеска сте присутни тука, а истовремено да ја покажем и моето задоволство што денеска сум во родниот крај и на председателот на владата господинот Зоран Заев. Пред да почнам да дискутирам за важноста за денешниот настан, јас би сакал првично и да кажам едно мое видување на тоа како ние како влада ги гледаме работите. Јас не доаѓам од партијата што председател е премиерот на владата на Република Македонија, не доаѓам и од овај крај, доаѓам од западниот крај на Република Македонија, но денеска сум тука заедно со председателот на владата за да ве сослушаме вас, кои ќе давате идеи, коментари, можни решенија за доброто на вашите деца, но истовремено за доброто на економијата на Република Македонија, а заедно сите да се грижеме за да имаме подобра животна средина, но истовремено и подобро здравје за нас, но и за нашите деца. Значи, министер надлежен за економијата во Република Македонија, значи под надлежност на нашето министерство се и минералните суровини, но треба да се има во предвид дека за да се даде дозвола или концесија треба да поминуваат неколку фази. Ние кога дојдовме, значи со новата власт, ние ги следивме проблемите од предходната власт и моментално, како никогаш досега, имавме неколку пати можност да разговараме со здруженијата, со затегнати страни и сега уште подобро ќе разговараме директно со вас граѓаните. Јас во неколку наврати и пред јавноста сум искажал дека ние како влада, но јас како министер за економија, нема да направиме никаков компромис со здравјето на граѓаните на Република Македонија, а поточно на граѓаните на Ново Село и Босилево. Истовремено во таа насока, заедно со премиерот, ние веќе направивме измени во Законот за минерални суровини, каде не им даваме повеќе можност на рудниците да користат цианид, сулфурни киселини и други штетни материи што се однесува до лужењето или експлоатацијата на рудата. Истовремено, ние дојдовме и со нов предлог како Министерство за економија, каде што сите концесионери што се однесува до новиот тарифник и висината што тие го плаќаат, значи надоместоците што ги плаќаат за експлоатираната руда, ние ќе ги зголемиме за 75%. А зошто го правиме ова? Пошто тоа е општо добро на сите граѓани на Република Македонија, а тие имат големи профити, што треба да ги споделат заедно со вас граѓаните, со општините, се со цел да имаме подобро здравство, подобро образование и подобра животна средина. Но истовремено, тие средства да се користат од страна на локалните самоуправи за нови капитални инвестиции, што ќе донесат и нови инвестиции, но и подобар живот за сите граѓани во овој крај. Јас уште еднаш би сакал да ви поздравам сите, големо задоволство што се во волкав број денеска тука присутни и очекувам конкретни прашања од сите вас што се однесува до овој проект и за ова тема што сме денеска сите тука заедно. Фала ви многу.